Здраво луѓе мои, здраво дечки, како сте? Добре дојавте во уште едно моје ново видео, кај да гледам, вамо е камерата. Како што читате по насловот, денеска нема да снимам ниту пренк, ниту ќе снимам карпул караоке, ниту пак ќе снимам видео на кое што се навикнавте, односно некое смешно, туку сакам да поразговараме за некои сериозни теми. Сериозни, сигурно нема за политика да правиме обед, но ќе збориме за некои теми кои што се многу влијателни за луѓето кои што сакаат да се бават со социјални мрежи, YouTube, Instagram и така натаму. Започнав пред 4 месеци, она што сакам да ви го соопштам е дека најпоставуваното прашање со кое што се соочувам периодов е дали се заработува и дали се живее од YouTube. Таа тема е доста комплексна и е тема на која што треба сите ние да размислиме, да го пронајдеме решението и доколку навистина сакаме да се бавиме со јавна професија, да сватиме дека денешницата е YouTube. Кога би ставиле на кантер да ги споредиме заработувањата во Србија, Босна, Црна Гора, Сеедно, Бугарија, Грција со нас, дефинитивно ние сме можеби и 10 или 15 или 20 пати помалку со заработка од нив. Но кога станува збор за заработка од спонзори, слободно можам да кажам дека се заработува доволно многу и се живее супер. Она што најмногу треба да ви е важно и она што најмногу треба да го знаете, дека најбитно во се ова е мотивацијата. Доколку сакате да се бавите со YouTube, треба да се одлучите дека треба да го посветите животот на креирање на содржина која што ќе биде интересна за фановите. Најголем проблем представува во тоа што многумина од јутуберите кои што се бават со јутуберство, ова го разбираат како игра, а при тоа сакаат да заработат. Првото правило кое што не учат постарите е доколку сакаш да направиш пари, не си играј. Многу амбициозно почнав со идеи во главата, но никогаш немав замисла дека може да се стигне до 26.000 сабскрајбери за 4 месеци, дека може да се заработуваат над 500 евра во Македонија со професија која што е наречена YouTube. Да, може. Доколку ги распределите вашите амбиции, вашите сваќања кон тоа што сакаат спонзорите, каква содржина сакаат да видат и каков човек сакаат да представуваат, тогаш веќе размислувате како бизнисмен, а не како некое дете или човек кој што се бави со YouTube. Да, YouTubeот пред се е љубов, заради тоа што секој од нас кој што се бави со оваа професија ужива и сака да креира. Никој не може да биде креативен ако му е мачно, ако му е тешко и ако се однесува како што се однесуваат по македонска администрација. Зимај плата, клати врата. Кај нас нема такво нешто. Многу ми е драго што оваа платформа знае да ги разграничи квалитетите и квантитетите. Не велам дека мојата содржина цело време е квалитет. Баш преку тоа се гледат и прегледите, баш преку тоа се гледа и коментарите и почита која добиваме од луѓето. Го направив ова видео, односно го правам ова видео заради тоа што сакам да измотивирам млади дечки, млади луѓе кои што сакаат да снимаат, кои што постојано, како што викав јас, година дена немам камера, немам пари, немам желба, не знам што ќе биде, ајбе нема пари од тоа. Дефинитивно дечки, ако се посветите вистински, ако сакате да заработите, ќе заработите, верујте ми. Работев во 2 телевизии, зимав колку што зимав плата, но верувајте дека во денешно време веќе телевизијата не може да ви приушти не заработка, туку не може да ве приметат како што треба на телевизија, а знаете дека спонзорите и фирмите кои што сакаат да инвестираат во млади инфлуенсери, јутубери, им е битна бројката на гледаност, бројката на популарност и така натаму. Затоа би сакал да ве мотивирам со едно вакво видео да започнете, да се потрудите да креирате содржина која што ќе се одвои од останатите и да не се демотивирате кога бројките ќе се намалуваат, ќе нема сабскрајбери. Нормално е дека некои месеци ќе немате заработка од YouTube, заради тоа што секој од нас треба да почне. Еден келнер човек, еден банкар, еден адвокат, нормално е дека првите 2-3 месеци треба да застане на нозе, да види како работи оваа платформа, односно неговата бранша и тек тогаш да заработи. Уште една работа која што сакав да ви ја кажам, заради тоа што сметам дека можеби сум еден од невозрастните од македонските јутубери и другите јутубери не ја разбираат баш играта на заработка. Немојте да мислите дека ако седите дома и чекате да ви се јават спонзорите, ќе ви се јават. За жал, живееме во општество и во држава во која што треба да се бориме за своите финанси, права и така натаму. И верувајте ми дека треба да се однесуваме како се ова да една голема нива, а ние имаме лопата и треба да ринеме. Значи, вие сте тие кои што треба да се трудите, да заработите, да дојдете до фирми, да дојдете до спонзори кои што ќе ви го олеснат патот на креирање. Кога ќе почнете да ги заработувате тие пари, влегувате во еден кош на обврска. Престанува во еден момент, ќе ставам кога сакам, ќе снимам што сакам. Да, вие повторно треба да бидете своји, но тогаш доаѓа моментот во глава
дека представувате некого. Во тој момент вие станувате зрел, возрастен човек кој што се бави со професијата која што му била детска игра. Тогаш сонот станува реалност. Многу сум малку на нова мрежа и можеби не сум јас човекот кој што треба да ви го даде советот. Тука се Джипи, тука е Стефанатор, тука е Ритко, тука е Иван Ајнштејн, тука се некои луѓе кои што се бават веќе неколку години со оваа професија и дефинитивно го знаат одговорот повеќе од мене, но јас се бавам со една професија скоро колку нив и можам да ви кажам дека јутуберството станува едно најплатените работи кога станува збор за јавна професија. Затоа сакам да излезете од комфорт зоната, да сватите дека Македонија е место во кое што може да се заработи ако се посветите, а не е место во кое што живееме и да ги слушате постојано муабетите, ај во држава нема ништо. Со таков менталитет тварно ќе нема ништо. Еве да тргнеме од некои артисти, два Бона, Таско, Маско, не е битно, кои што заработуваат моментално пари. Што мислите, дали они заработуваат кога правеа музика? Исто му доаѓа. Зошто почнаа да прават пари? Заради тоа што се посветија како професија. Го сватија ова дека не е игра, туку е бизнис. Да, не треба да се бега од моментот дека музиката на нив, креирањето на мене, на содржина ни е љубов и уживаме во тоа. Но, нели, доаѓаат години во кои што сите нас ни се потребни средства за живеачка и така натаму, секој со своите потреби. Затоа, ете, го направив ова видео и се надевам дека ќе измотивирам дел од вас, а во исто време сакав да одговорам со едно видео на многуте прашања кои што ги добивам овие 4 месеци, дали се заработува пари од YouTube. Се заработува ако сте паметни. Така да тоа беше за денеска. Ете, едно кратко видео од 7 минути кое што се надевам дека ќе ви помогне во вашата кариера, во вашиот сон, остварување на вашиот сон и дефинитивно ќе застанете на нога и ќе заработувате пари. Но паметно. Само така ќе се шири мрежата, конкуренцијата ќе станува се поголема, така и тржиштето ќе се добива на вредност, а фирмите ќе сватат конечно дека вистинското инвестирање е во јутуберите, инфлуенсерите, младите и така натаму. Ставете лайк, ставете subscribe и оставете во коментар мислење ваше на оваа тема. Дефинитивно ќе ми значи да слушнам и од возрастните мислења, но и од децата, дали можеби со вакво видео ви измотивирав. Се гледаме во ново видео и чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.